24 отворено на телевизија 24. Ќе настојувам да истребам се додека не успеам. Не дојдов на овој свет за да бидам поразен, ниту неуспехот струи низ моите вени. Јас не сум овца која чека нејзиниот овчар да ја поттикне. Јас сум лав кој одбива да зборува, оди и спие со овците. Касапницата на неуспехот не е моја судбина. Ќе издржам се додека не успеам. Напиша Ог Мандинов во бестселерот најголемиот трговец на светот. Интересно светско четиво. Дали ќе го читаат македонските политичари? Која девиза ќе ги води сега исправени пред предизвикот формирање на нова влада? Партискиот, граѓанскиот или личниот интерес? Ќе истреат ли се додека не успеат или успехот ќе биде пресметан неуспех? Сложена политичка состојба, уште посложена живеачка. На кој пат оди Македонија? Вечерва во 24 отворено на оваа тема разговараме со 4 интересни, би рекол, гости во најмала рака. Тоа е пеачката Кристина Арнудова. Добро вечер во студиото на 24. Прозаист, поет и есеист Александар Прокопиев. Добро вечер. Се извинувам ако некаде промашам некој од титулите. Пливачот Александар Маленко. Тој. Поранешен и актуелен, веројатно, низ охридските води. И актерот Салетин Билал. Добро вечер за сите. Добро вечер. Арнудова, дилемата е дали како автор, како спортист, како уметник, како музичар, ќе се покориш на овој дух на времето и ќе се предадеш и ќе станеш сив човек без своето јас, или она што го работиш ќе биде твојот најмоќен аргумент. Како гледаш на тие работи? Па секако дека нема да бидам тоа првото. Мислам дека ме дека ме познавате. Веројатно затоа и сте тука. Да, особено ти ме познаваш, да. Значи тој конформизам и тоа втопување во масата никогаш не било мој филм. И особено јавните личности, ликови кои што се појавуваат на телевизија и кои што имаат некакво влијание на граѓаните, на луѓето, на медиумите, апсолутно сметам дека имаат свој став и дека треба да се борат против се кое што го убива општеството. Ги убива обичниот човек и граѓаните. И нормално дека нема да се претопам и нема да се предавам, ќе зборувам се дека имам глас. Контратезата е каква цена плаќаме за тоа или плаќаш за тоа? Дали некогаш чувствуваш дека поради тоа кариерата не оди онака како што си планирала пред 5 или пред 10 години? Или сепак е... Па има некои работи кои што се позначени од мојата кариера, а тоа е еднината моите деца. И нормално дека има работи кои што, значи, кои што испаштаат поради тоа што ја многу гласно зборувам или сакам да го кажам гласно моето мислење или се спротиставувам на одредени ветришта, но ја немам проблем со тоа, си расчистив со тоа и таква ќе бидам додека сум жива. Прокопиев, во една прилика ќе речете, кога ја добивте наградата Балканика за книгата Човечулец во 2012-та, сметам дека со литературата поголеми се шансите да бидеш видлив. Во литературата нема конкуренти, ние заедно споделуваме убави светови и знаци. Ние што се занимаваме со литература сме попривилегирани од другите професии кои се повидливи, како например политичарите. Дали во ова денешно време сметате дека таа конкуренција во литературата, во творештвото, го донесе најдобриот резултат на македонската сцена? Еве и оваа емисија кај што сме поканети сите ние четворица, во секој во својата сфера, во музиката, во литературата, во глумата, во спортот, сепак е под знакот на таа политика, што покажува дека не само што политиката и по суштина агресивна, него таа се внесува, се спикува, дури би употребил еден безобразен израз, во сите сфери на нашиот секојдневен живот. Значи, човекот е една личност која во себе има многу сфери, значи и интелектуална, и емотивна, и креативна. И политиката, правејќи тимови и постојано настојувајќи да ја направи таа една навивачка група, веројатно и сигурно многу може да погади еден индивидуалец. Мислам секој човек, затоа што човекот е богата природа. Он си има приоритети во животот кои ги стекнува со својот талент, со своето искуство, со своите емоции. И сигурно дека многу граѓани на оваа држава се осеќаат погодени и стеснети
токму од таа, како би рекол, поплава безобзирна на политиканството. Ние сме соочени со толку груби и видливи работи во политиката. Нашите политичари понекогаш ми се карикатури. Навистина ги замислувам тој негде реков, како цртани ликови. Затоа што и затоа хуморот некогаш е единствен спас. Сега како што се вчерашни вести, како што порано беше К-15 или како што беа еднооките. Да, порано. Ќе разговараме и за тоа. Народот да се растерети од таа една присилба постојано да биде соочен со политички борби кои ги водат луѓе кои се недостојни за барем тие што ги знам преку јавните настапи за толкова внимание. Ако се политичарите карикатури, кој би бил Калимеро во денешнава ситуација? Јас го одредив Калимерото, значи тој што се жали затоа што не сака да изгуби власта по никој аргумент кој си постои. Значи желбата за власт понекогаш предвладува врз се она што е интерес на општеството, на другите, на луѓето. Ние можеби сите овде имаме професии во кои сме дале голем дел од себе и тоа е некоја наша, би рекол, аргумент за сепак да го задржиме тоа свое до крај. Калимеро нема правда е кој значи? Па Калимеро нема правда е оној што постојано сака да остане таму каде што го се намести. Значи, меѓутоа политиката дава личности кои веројатно во литературата добро функционираат, например во сатира, во гротеска, во бурлеска. И тоа е нашата стварност. Ќе разговараме за тоа. Маленко видовме и слушнавме досега за разни видови човечиња во нашето општество, кои ги носеа за раче, за уше да го одработат својот дел. Дали вашиот човечулец ги актуализира важните универзални вредности? Може ли да опстане еден човек во ова време, а да не биде влечен за уво? Најпрво, добро вечер, пријатели на Слобода и демократско општество. Тоа е мојот слоган. Благодарам Младен што ме покана со овие прекрасни мои колеги, ќе наречем, нели, гости. Прекрасна младина што ја гледам тука. Дефинитивно, пошто мене ме праша, ќе опстанам, затоа сум се вратил во Македонија, протеран 2006, вратен 2011 своеволно. Јас бев 18 години индивидуален спортиста и сите одлуки сам сум ги носел и еве денеска сам присуствувам тука независен од никого и без никакви хипотеки. Така ќе барам и ќе гласно ќе говорам, се додека и Кристина пред малку кажа, нели, додека гласот ја држи, јас ќе кажам истото, додека нозете, рацете и мозокот ме служи да го доживеам тој момент. Тој момент полека доаѓа да знаат сите и набрзо ќе го почувствуваме и добро утро, и добар ден, и добро вечер. Мислите дека само политиката или само замената на политичките актери може тоа да го донесе без внатрешно преструктурање на личностите кои што владеат и на оние кои што смеат дел од целата оваа политичка структура или политички галиматијас? Навистина ќе од првиот ден мора да сме свесни сите. Нема да оди така лесно департизацијата на ова општество. Пореден, департизацијата во секој сегмент. И господинот Прокопиев и кажа дека во овие 4 сектори кои што ја одликуваат една држава, надвор, значи е лицето една држава. Овие се професии кои што капацитет, способност е на секоја индивидуа и овдека П од политика не треба да постои. Како што и во судството, и во овие, и така натака, и така натака. Политиката треба да владее единствено во собранието преку политичките програми, знаете. А сето друго треба да биде дефинитивно професионален кадар. Затоа што не се работи само за оваа генерација, зборуваме од господинот Селајдин, значи или до
до мојата генерација, еве најмлад сум тука, од гостите, се работи за идните генерации. Кажа и Добро, но нема ли професионални кадри еве во спортот, да речеме, гледаме Кошаркарска федерација, води кошаркар. Ве Во разбирам. фудбалска федерација разбирам. имаме фудбалер. Ве разбирам. Во кој дел е она што го тврдите дека не функционира? Видите, лесно е, господине Младен, лесно е да имаме 25 години, значи четврт век сме една независна држава. Видите, поготово ќе наречам овие 12 години, но ќе бидам професионален до крај. Се работи. Вие велите кошаркар води Кошаркарска федерација. Лесно е да напишете, меѓутоа кога ме прашувате за спорт и млади, можам да кажам, без имплементација на национална стратегија за спорт и млади, која почнува од предшколска возраст и таа се менува, значи велиме ние ката дневно, меѓутоа таа се менува секои 4 години по завршен олимписки циклус. Меѓутоа не може јас да бидам пејач, книжевник, глумец и така натака други професии. Се знае, значи капацитет, професионални спортисти со искуство. 12 живи спортски легенди имате, од кои што само 2 функционираат и тоа за жал не функционираат индивидуално и водат спортски федерации. Да не зборувам за национална стратегија за спорт и млади. Немаме. Папири имаме еден куп, може да ги зборуваме 2000, 3000, 5000 страници. Една страница не е имплементирана. Една селекција не е извршена. Од предшколска возраст, за жал се 15 генерации изгубени. Ние еден цент немаме добиено, кога зборувате во мојот сектор за спорт и млади, донација со имплементација од страна на европските фондови при Комисијата за спорт и млади при Европската унија. Благодарам за сега. Салетин Билол, човек што не ја сака политиката, но ги разбира колегите што се во политиката. Ова го видов во едно ваше интервју. Сепак ако политиката се користи како начин за просперирање во уметноста, дали тоа значи дека нешто е поставено наопаку во системот? Па видете, прво, ја она што сум изјавил, мислам дека е точно, али сепак овде сакам да кажам дека јас секојаш се осеќав независен, меѓутоа стално бев свесен дека сепак зависам од сите ситуации во друштвото и во општеството, така да и од политиката, без оглед на тоа дали нели држам некоја страна или не. Најверојатно дека има некој проблем кој што се провлекува низ години во Македонија во раководењето со државата, во раководењето, односно организирањето на изборите и ми се чини дека скоро сите политичари тргнуваат од лични интереси преди се, не од интересите на државата, интересите на граѓаните, што е апсолутно погрешно и едва и чекам да дојде ден и се надевам дека ќе дојде таков ден да сите размислуваат другачие. Еве, пред некој ден слушнав еден лидер кој што рече дека сите опции се во игра. И мене малку ме разочара таа реплика, мислејќи дека ја сметат, еден сериозен политичар смета дека е ова што се случува игра во театар или игра во некоја спортска гранка или како. Така да несериозноста на политичарите доста ме загрижува во смисол на граѓани на Република Македонија. Кога еден политичар ќе рече сите опции се во игра, дали е тоа понуда за пазарење? Па најверојатно, не знам што мислат околу тоа, али сепак јас репликата ја сваќам точно така како што она значи. Значи вреднување на целата ситуација како една игра во која не се знае кој ќе биде победник или дали ќе биде нерешено, како што изгледа дека изборите беа нерешени. Или ќе изгубат. Така да тоа ми делува многу несериозно и тоа е отсликување на действувањето на политичарите во Македонија. Без оглед. Нели имаме доста други гафови кои што сега не би било редно да ги наброиме, меѓутоа тоа сведува на ова ситуација во која што се наоѓаме денеска. Не ми одговоривте што мислите за колегите кои што ја користат политиката за напредок во кариерата. Има ли такви меѓу вас? Што можам да мислам за таквите? Има, меѓутоа не сум против тоа да некој уметник или некој спортиста биде член на некоја партија, меѓутоа
Во тоа действување треба преди се да биде чесен во поглед на интересите на општеството, а не да тргне од своите лични интереси. Тоа се случува и при гласањето, нели? Имаме толку гласачи за оваа партија, толку гласачи за таа партија, меѓутоа мене ми се несватливи гласачите кои гласат заради своји интереси. Да речеме, пензиите ќе бидат покачени за 3%, другата партија вели за 5% ќе бидат покачени и да гласат за 5% тие што ќе дадат. Тоа се мали ситни интереси. Всушност не е спорно. Не е спорно, најуспешните меѓутоа кадри тоа треба да бидат во политиката за да може да го прават ова општество и подобро. што е најбитно по мене, ја мислам дека политичарите малку земаат залет и од самите гласачи. Ние како гласачи тука сме во дилема, голема дилема. Сега последните избори тоа го покажува дека сепак ние не сме гласачи кои најреално ќе ги оценат работите, него најверојатно и гласачите тргнуваат од некои ситни интереси и гласат така како што гласат. Тоа би требало значи да се води една политика надвор од политичарите, да се ова работа да се расчисти, да се освестат луѓето во целина, така да и политичарите да не можат да речат дека еве сега ние сме избрани, народот е зад нас и можеме се да правиме што сакаме. Тука е прашањето. Актуелниот миг ни покажа дека имаме реален проблем во општеството. Председателот ја испишува платформата на владата, например, што очигледно не е според некои уставни одредби. Го дава или не го дава мандатот онака како што тој толкува дека треба. Ова не се мои зборови, иако можем да кажем дека ги делам. Предлагам да го чуеме Стојан Андов, еден од генерацијата политичари кои заедно со Глигоров, Клјусев, Црвенковски и Георгиевски се на сцената од 91-та година, односно од осамостојувањето. Председателот на Републиката е и должен и овластен да го даде мандатот на партија или партии кои имаат создадено парламентарно мнозинство. Надвор од тоа нема никакви овластувања програмски кон владата. Нема никакво право да бара било какви програмски определувања, па тој да ги одобрува. Нашиот систем е представнички, сите тие работи што он ги спомнува овде, за нив одлучува собранието. Ако се излаже и заради тоа што тој кандидатот за председател, кој исполнува услови, има 61 глас, а председател на Републиката му попречува со овакви барања од програмски карактер, кои што нема никакви надлежности, може да биде обвинет за попречување на избор на влада, што е фактички нарушување на некои основни уставни начела и кривично да одговара. Тоа е попречување на избор на влада, попречување на функционирање на собранието, кое избира влада, и попречување на избор на влада. Така, тоа е тежок уставен злостор, да кажам, за кој се многу тешко одговара. Без дали е поради грешка, или по наговор од некого, или заговор некој бил, за тоа се оди долго во затвор. Така да, ич не е важно сега тој дали има 80 гласа па да му прават импичмент. Ако така постапи, че му пројде мандатот, ќе одговара. Не застарува тоа. Арнудова, вие не сте политичар, но сепак, ако сте на местото на Иванов, како би ја решиле оваа ситуација? Не, молим те. Не. Ја стварно не сакам да сум на неговото место и никогаш не би сакала да бидам толку длабоко навлезена во политиката. Не знам, на ова немам одговор. Значи, ја воопшто не сум толку многу во тек овие денови, за да можам да дадам суд. А мене целото ова, сите овие месеци кои поминаа ми личат на една пародија. Значи, како да не стави некој во реално шоу, како беше филмот? Труман, Хари така, Труман шоу. Да.
и како да си играат со нас. И вика, дај да видиме дали ќе поверува дека ова стварно е. Така мисля. И стварно, значи последниве 3-4 недели стварно веќе немам ни енергија да внимавам, да пратам што се случува. Навистина сме А, например, сме јури, Иванов е дел од тоа шоу смејурија. или он е главниот актер во шоуто? Молам? Иванов е, например, актер во шоуто или е Не сакам да сценарист? бидам безобразна, ама не бил тој никогаш главниот актер во ниедно шоу. Прокопиев, актуелниот политички миг налага интелектуалците да го кажат своето мислење. И го кажуваме. Меѓутоа, еве сега сите, затоа што направивме еден круг, сите се согласивме во тоа дека го чекаме граѓанското општество. Чекаме едно општество кај што ќе се ценат вредностите и критериумите во сите сфери. Имате сега парадоксиот типот на реклами за трето дете. Што е окей. Но каде одат тие деца? Во странство. Јас гледам по бројот на читателите. Пошто првите- Не, Пошто- прво нема кај да одат, пошто Прво нема нема граѓани. кај, да. Пошто првите две заминале веќе, трето е Трето, сега нужно. Значи Браво. првите две веќе заминале И еден многу сега трагичен третата- додаток дека умираат по болниците. Тоа децата. е Точно. нешто, ако ги прашате тие млади луѓе, работам со студенти, и овој изблик на незадоволство студентите беше, мислам, прекрасен знак дека Почеток, ова почеток општество на се освестување. движи со некоја нова енергија. Тие ќе ви кажат дека некој ќе кажат дека е работа на вработување, работа на тоа дека нема што да работат, но многу ќе ви одговорат дека е токму заради оваа ситуација, дека им се згадило. Сакаат да живеат слободно. Сакаат Правото да на не избор. бидат под притисоци. Дури некои односи кои порано беа најнормални во моето детство, например комшивските односи, каде што ние си игравме на улица фудбал, каде што нашите родители си иде еден кај друг. Сега, дури и тие односи се поделија по тимови на партија. Ја не можам да препознам некој... слави да не одат, на имендени. така, Браво. нешто што беше најнормално. И мислам дека е тоа еден од најголемите проблеми. Значи, создавање на граѓанско општество, да, ама тоа е неопходно. Неопходно е затоа што човечкиот живот е минлив. Добро, но политиката, веројатно, голем дел од политичарите сакаат што повеќе да го уништат, да му ја намалат вредноста на тоа граѓанско општество. Да, и го означуваат под разни етикети. И сега точно. наоѓаат различни етикети и сега наоѓаат различни начини како да не дозволат да се развие граѓанското општество, а тоа пред се во овој кај нас актуелен момент зависи од политичката ситуација. Иванов не го дава мандатот, например, на втората партија, како што многумина очекуваа дека треба. Всушност, такви се европските пораки кои што доаѓаат. Политичка култура е тоа пред се. Мислиш ли, Маленко, дека понатаму ќе имаме разврска некаква нова криза или ќе продолжи оваа пинг-понг со мандатот за да не профункционираат работите? Да се надоврзам прво, точно, ќе одговорам веднаш после тоа. Значи, сето ова, би нарекол, овој циркус што е направен во ситуацијава, трае нели 30 дена официјално што го гледаме. 10 дена имаше време господинот која носи функцијата институција председател на држава, доколку навистина се грижи за граѓаните на кој е тој председател во оваа држава Македонија, имаше 10 дена да разговара со тие. Ние сме четворица, тие се 5, колку знам, политички партии, и да се седне во неговиот кабинет, затоа што со 27 советника и 15 секретарки функционира неговиот кабинет, институција председател. Треба да знае младината и овие граѓани на Република Македонија дека капацитетот негов беше во тие 10 дена кои имаше време да го додели, како што рековте, мандатот на политичката партија која има мнозинство во парламентот. Замислете, ние немаме избрано председател на собранието, а е конституиран парламентот. Па господинот председател имаше 10 дена време, 240 часа, да ги повика 5 политички лидери и да ги праша. Значи, они не зборуваат нешто различно од ние сите што зборуваме овде. Не се зборува ништо различно. Кој е тој политички лидер кој има 61 пратеник? И господинот граѓански премиер иден, господинот Зоран Заев,
Беше вчера неговата изјава, нели официјално ја пренесовте и вие, кај што кажа што му беше кажано од председателот Иванов после 20 дена доделување на некој си политички лидер, кој што веројатно ќе замине во историјата за неполни 72 часа од понеделник, пошто ќе излезе мнозинството парламентарно и ова држава Македонија ќе почне да живее слободно и да го развива, господинот Прокопиев кога каже, граѓанското општество, да се чуе гласот на народот. Нема држава без насмеани граѓани. Нема држава без насмеани граѓани. 15 до 20 години ние ще немаме насмевки ние на нашите лица. 5% од граѓаниве кои функционираат согласно режимската власт, тие се смеат. И како сакате ние да ја кажеме иднина на младината сегашна и идна која што нели од наши внуци, правнуци и така натака. Билал, толку ли е лоша работата во граѓанската сфера? Како вие ја чувствувате? Дали жетта за власт е преголема, па го гуши граѓанското општество? Ја би рекол да, меѓутоа сакам еден пример да дадам. Некни на една телевизија видов прават интервју со граѓаните за состојбите во Македонија и што мислите дали ќе се формира влада или не. Најинтересен ми беше еден човек кој рече: "Не ме интересира бе што сака нека биде." Значи се доведа луѓето, се доведе народот до тој степен да веќе не ги интересира. Значи презаситени се од оваа ситуација, последнава особено, а таа трае веќе подолго време, не само после изборите, него и пред изборите и така натака. Јас сум на некој начин оптимиста и очекувам дека ќе се реши. Нема друго чаре, мора да се реши. Само би сакал да биде тоа така мирно како што треба и демократски, да нема некои игри, како што рекам, инсценирани политички сценарии и така натака. Тоа е мојата желба лично сега како граѓанин. И верувам дека ќе се реши. Треба да се реши. Дали некој намерно сакаше да го натера народот да му се згади од политиката, па за да не бидеме доволно политички свесни во целиот овој период на назад? Може би намерно да се одолговлекува многу ситуацијата, па така ќе заборавиме многу работи, што е вистина, луѓето заборавија многу работи, бидејќи веќе долго време ова се случува, значи луѓе кои што треба да одговараат за тоа не одговараат, па луѓето забораваат, па со нешто ново се случува, па сега има нови протести за нешто друго, па се случува нова некоја трагедија, значи и тука луѓето мислам дека граѓаните многу отрпнати на протестите. Отрпнавме сите, тоа го кажав и преска, значи отрпнавме секојдневие кое што не е ни толку важно веќе. На трагедии, отрпнавме на човечки судбини. Значи не реагираме веќе на промена на, не знам, овој преговарал со тој. Сите сме толку рамнодушни веќе станавме. Мислам дека тоа беше крајната целка. Ајде нека заврши више ова, некако нека заврши или да почнеме да почнеме да живееме више конечно, нека заврши што сакат нека прават. Пошто стоиме уместо, скроз сме смрзнати сме тука кај што сме и ништо не функционира у држава. А дали во таква една атмосфера се билдаш оној клиентелизам? Работа за 200 евра, проект за 500 евра и така натаму, кој што ги држеше понатаму во една микросредина гласачите под будно око на големиот брат? Па тоа е всушност, мислам, и главниот проблем. Значи, тоа како вела, значи, осиромаши го народот, од која ќе го осиромашиш, ќе му дадеш пари за најминимално, значи, за да може да живее и ќе го врзиш со тоа. Потоа веќе нема бегање. Тоа е тоа гласачко тело. Мене ми е многу жал, имам и пријатели што се зависни од тие работни места. Тука се сите ни професори, наставници, административци и кои што се реално уценети. И тоа е тоа, значи се таа ситуација има доволно време да ги врзат и отворија многу работни места, да ги оценуваат, да им се закануваат. Значи стварно живееме во едно реално шоу. Неверојатно. Тие велат дека се уценети или велат дека си ја работат? Велат дека се уценети, да. Тие јас што ги знам за жал. Добро, се согласивте и предходно кога рековте дека младите всушност донесува некаква промена пред 2 години всушност кога почна студентското движење. Сакам сега да видам како младите размислуваат на оваа тема. Влора Речица е дел од институтот Societas Civitatis, кои што имаат свое мислење на овој актуелен политички миг, па замолувам да го видиме разговорот.
Според уставот можеме да кажеме дека председателот може да излезе малце од неговата пракса, но особено во делот на кој што председателот Иванов побара програма од партијата која ќе обезбеди мнозинство за формирање на влада, тоа е преселан и не би требало да се направи поради тоа што уставот специфицира дека програмата треба да се поднесе првите 20 дена од составување на влада во собрање каде што таа програма треба да се усвои. Поради тоа мислам дека председателот во овој момент прекрши неколку правила, особено уставни, и не би требало такво барање да постои, дека во делот на тоа што бара да обезбеди мнозинство и да има доказ со потпис на пратеници, и тоа е некоја нова пракса на председателот Иванов, но проблемот се стои е во тоа што такво нешто председателот не побара од партијата, од првата партија, од ВМРО, од ДПМН, туку ова е ново барање за новите партии кои ќе може да обезбедат мнозинство. Особено за мене спорен е моментот за чувување и за цврстување на унитарниот карактер на државата, што точно за Иванов значи унитарен карактер на државата и за цврстување со тоа што во Македонија живеат повеќе етницитети и унитарноста на државата веќе е обезбеден со Уставот 91 и после измедата на Охридскиот рамковен договор, со Охридскиот рамковен договор во 2001. Дали тоа би значило дека ќе има повеќе моќ една етничка заедница или помалку друга етничка заедница, што точно значи унитарна држава? За мене тоа е спорено, додека треба реформи за националната безбедност на Македонија треба, ама тоа се процеси што треба да идат системски, преку собрање, преку дискусија, што имаме ние и комисии во собрањето кои треба да си завршат работата, и пратениците во крај на краишта за тоа и се плаќаат. Проблем во Македонија веќе долго време тоа е поделбата на власт во извршна, судска и законодавна. Веќе долго време законодавниот дом или собрањето во Македонија не функционира така како што треба да функционира. Има повеќе права и ингеренции отколку што ги употребува, особено контрола и надзор над работата на владата. Во делот на отпочнување на работа собранието може тоа да го направи, иако после конститутивната седница што се случи минатиот месец, тие не успеа ништо друго да направат, пошто според член 66 од деловникот само председателот на собрање може да свикува седница, а председателот на собрање според член 21 од деловникот може да го бират самите пратеници без потреба од политичка партија или без потреба на формирање на влада. Според член 22 од деловникот председател може да предлага 20 пратеници, најмалку 20 пратеници во собрањето, и така тие може да почнат со работа, да изберат председател, да почне јавната дискусија, да се дискутира во законодавниот дом каде што треба дискусијата да се води. Поради тоа што според последната анкета на Институтот за демократија за перцепциите на граѓаните во собрањето, 54% од граѓаните сметат дека треба дискусијата да се врши во собрањето, а не надвор од таа институција. Повторно младите отвараат многу теми за разговор. Билал, ќе бидам среќен кога албанска и македонска партија заеднички ќе настапат на избори како граѓанска опција. Ова е уште еден ваш цитат. Да, тоа ми е сон и мислам дека може би време сега да почне тоа да... Во време кога председателот вели дека платформата мора да ја задржи унитарноста на Македонија, што подразбирате под тоа? Кога тој ќе го каже, политиканство или дел од неговиот политички што треба да менталитет? значи унитарна е Македонија, така да без оглед на тоа на сите други споредни околности во Македонија што се случуваат, да речеме, еве јазикот го прават проблем. Ја не знам зашто, јас знам 7 јазика, отприлike говорам како својот мајчин јазик, ништо не ми смета, напротив, затоа имам повеќе пријатели, имам повише однос со луѓето. Има ли Македонија проблем со таа унитарност или целовитост што ја збориме? Зошто се наметнува сега како тема? Тоа ми е прашање. Зашто се наметнува? Ја не знам која им е целта. Најверојатно имаат своја цел, али ја не можам да ја откријам што е во суштина нели целта. Ако можете вие да ми кажете, би бил задоволен. Ајде маленко може да ќе ни каже, он повеќе ги прати тие работи. Што значи, што се крие за тоа унитарност што ја заговара председателот?
Видите, председателот на државата во моментот игра како ќе му свирне Калимеро. Господин Прокопиев кажа, тој е број 1. Значи, тој е на локал 1 и по потреба. Значи, морам низ хумор да го кажам за граѓаните на вистина да разберат вашето прашање за унитарноста, па во моментот да се зачува унитарноста, националната безбедност, значи навлегува во работи прво кој што исклучиво само е купување на време. Купување на време од Калимеро и неговите полтрони. Значи мора да расчистиме, ние во Македонија сме сите еднакви граѓани. Господин Селадин, како што кажа, он говори 7 јазици, богат, најбогат човек. Значи, ние сме еднакви пред законот. Сите граѓани на Република Македонија. Ние, нели, целиме кон една Европска Унија. Само доволно е пасошот од Европска Унија, земете го каде што стои, нели, националност, држава и така натаму. Кога ние влеземе во Европска Унија, ќе се распадне. Да, меѓутоа, да, Кристина, значи, ама, овде само такви политички партии кои што чезнеат од личен интерес и кои што чезнеат само од партиски интерес, за своето членство да го манипулираат, а остатокот од народот да пати. Ето само заради тоа е, значи, да се става загрозена унитарноста, да се реформите во националната безбедност, не знам да се испочитува па сега ново Министерство за политички систем и ревизија на рамковен договор, ви се молам, рамковниот договор, бизнис договор заврши 10 години. Професорот Шкарич, мислам дека ќе вас тука го каже. Значи, рамковен договор, ве молам да не се спомнува, тоа е завршена приказка пред не по добри 6 години. Значи, бизнис договор кој што се договорили лево и десно, па не знам, вакви интереси, такви интереси, ве молам, имплементација. Значи, имплементација на нешто што значи еднаквост. Ние сите граѓани сме еднакви во ова Добро, овие луѓе избори општество. имавме еден феномен кога албанци гласаа за условно речено македонска партија, која што сосема логично има и пратеници албанци што доаѓаат од таа партија. Тоа беше случајот со СДСМ и албанските гласови што ги доби. Нели се вели дека станува збор за 50 на 60 на 70 илјади. Прокопиев, дали е всушност во моментите кога е можеби најмалку загрозено граѓанското општество, исфрламе на површина еден проблем кој што не постои и од него правиме проблем? Ма сигурно, тоа се тактики моментални за одолжување на работите, тоа е јасно. Но тука постои нешто што е суштина и до кој, ако се навистина, ако се нормализираат работите, ќе биде стварно се како што треба да биде. Еве да кажеме, се прави филм. Во филмот се важни улогите. Улогите се бираат според капацитетот и ликот на глумецот. Значи, тука игра тимска екипа, зошто? За да направи подобар филм. Се прави песна, така? Композиторот е важен, текстописецот е важен, изведувачот исто многу важен. Значи, тука нема судир на интереси како што има во овие политикански игри. Тука се собираат луѓето за да се постигне вредност и резултат. Ова што го кажа Маленко, што сите ние го зборуваме, тогаш луѓето се еднакви, односно нивните таленти тогаш играат во игра. Упорно медиумски, да не ќе го прекинам господин Прокопиев. Упорно медиумски, нели имате овие останатите медиуми? Упорно тоа оди. Ги делиме се македонци, албанци. А чекајте се, само македонци, албанци, почнаме се дели. Од кога ние почнаме да се делиме? Кој тоа си дозволи за право да не дели овде? Значи да мора тоа е се наменски за да се избегне она што го имавме прилика слушнеме неколку видеа и видиме, нели, ликовите добро изгледа, супер, само слаби глумци, нели? Таа е вистината. Тоа зло нанесено на граѓаните на Република Македонија, на грб на граѓаните, значи тоа да се заборави. Са што ќе измислиме, ајде, нели, македонци, албанци, значи ова е срамота. Значи, срамота е навреда на интелектот и на младите и на сите граѓани на Република Македонија. Ние сме еднакви. Ние сме граѓани на ова општество. И за кратко, нели, слободно општество, граѓанско. Арнудова во 21 век ваквите поделби... Извини, мале, само да се додам се. А што да прават, например, луѓето кои се мешани? Што да прави таму каде што љубовта победила? Да, а, например, едниот... има многу. Ги има многу. Еви кај мене ги има. Што да правиме таму? Турци, власи, Срби, Сигурно. затоа го зборам, еднакви сме. Така е.
Македонци албанци. Ние во спортов што да кажеме? Да. Или И сега репрезентација извинете, на во па, музика. Што да кажеме ние? Така. Како младен сега ние, значи ако е еве са црна ако е и е пливач. И е роден од из мајка македонка, извинете, како викаме, татко американец. И детево е ево, црна боја преовладува и така. Што да е, значи не е тој македонец? Што ќе како ќе окрстиме него? Не знам. Срамота. Значи Арнудо, ви пречат ли вас тие поделби што некој намерно цело време ги се обидува да ги Ја мислам наметне? дека целата таа тема уште од почетокот на постоењето, значи на поделбата, особено тие да се разберат тие националистички пламени е наменски направена. Наменски е направена токму за да може некој да Од кој почеток? манипулира. Од почетокот, значи од почетокот од 2001. Мислам дека претходно барем јавно не се говореше за тоа, значи немаше реално некои големи проблеми. Добро, ако јавно не се говори, не значи дека нема проблем. Да, луѓето сакам да кажам дека многу покротко и помирно си живеа, знаеме како живеат сите, како живеат во Чаир, како живеат во Бутел, луѓето како се мислам, тоа се све комши и браќа и сестри, сите се почитуваат заедно. И дека таа тема константно се актуализира секогаш кога има некаков друг проблем кој што треба да се заташка. Значи токму тоа е моментот сега. Значи има некој друг проблем кој што треба да се заташка и па ајде сега пак ќе удриме на национализам, сега пак ќе се поделиме на албанци и на македонци. И мене целото тоа ми е вештачки створено. Мислам, јас сум родена во семејство каде што дедо ми беше турчин, баба ми влајнка, мајка ми е, значи, пола турчинка, пола влајнка, јас сум четвртина по четвртина од све. И кај нас дома никогаш не се зборуваше за тоа. Мислам, не се зборуваше кој од каде потекнува, кој што е по националност. Сето тоа беше многу нормално и наеднаш кога порасна почнаа тие проблеми да се актуализираат, особено страшно стана да кажеш кој си и што си после таа 2001 година. Значи мене тоа сето тоа ми е вештачка една творевина и со која што моментално сега пак се манипулира. Добро, овде ќе направиме кратка пауза за реклами и се враќаме подоцна во студиото за да продолжиме со дебатата. Телевизија 24 отворено, животот и политиката, како во ова време да успееме да се абстрахираме од политиката која ги детерминира нашите животи. Се разбира, отворено е отворено, затоа што тука нашата публика која вечерва сака да постави повеќе прашања на нашите денешни панелисти. Повелете, представете се. Здраво, јас сум Ивана Вучкова и би сакала да поставам прашање во врска со вашата првата тема за дискусија како да се остане независен политички независен во Македонија. Инаку доаѓам од Кочани, Источна Македонија, која што ја сметам за регион кој што е најмногу загрозен од режимот, меѓутоа најмногу приврзан кон режимот истовремено. И сега овде кој е вашето мислење, како овој регион, како овде луѓето да останат независни, кога сепак сметам дека се на едно друго ниво на политичка едукација и кога одлучуваат, тие сепак мислат дека ја водат добрата страна на борбата и се борат за независност на државата или некоја унитарност. Да, патриотизам некој се продава на некој начин. И така. Може јас ова да го одговорам? Се разбира. Јас сум длабоко убедена дека никој не верува дека се бори всушност, боруваме за гласачите, за тие гласачи и дека се патриоти. Проблемот особено е во малите места, затоа што се е партизирано. Значи, сите институции, значи земјоделците добиваат субвенции од владата, во институции работат луѓе кои што се платени од владата. Особено локалната самоуправа тука има многу големо влијание и секој кој што не е послушен е казнет. Мислам, дали сум во право. Тие луѓе точно знаат дека ова што се случува не е добро. Ама тие се тие луѓе кои што земаат, и тоа малку што го земаат од парите на владата, односно од наши пари. Мислам, тие пари владава не си ги донесе од дома, од даночните обврзници. Затоа луѓето не можеш да ги едуцираш. Ја мислам дека они многу добро знаат дека ова што се случува во нашата земја не е нормално, не е здраво, не живееме среќно. Ама мора да гласат. Не знам како да ги едуцираме. Ја мислам си знаат. Одговорот на прашањето треба да го најдеме малку ако одиме подлабоко. Прашањето беше како да се помогне особено во тие места. Како што се позависни условно речено. Јас не мислам дека им треба помош. Јас мислам дека тие се свесни за оваа ситуација, но дека мора да играат така како што им се свири.
Затоа што се зависни. Значи по малите места живеат земјоделци и живеат луѓе кои што работат на овде, онде, не знам, централен регистар, УЈП и така натаму и сите се тие врзани со плати кои што ги добиваат од данъчни обрзници. Да, но Скопје, навистина, како што кажа девојката, во Скопје работи малку побрзо се одвиваат, полесно луѓето се послободни бидејќи не зависат од еден центар на моќ и така натаму. Таму работите маленко доаѓа од Охрид, што не е, да речеме, мало место се разбира, но веројатно силината на локалната власт е во голем град да имаш приватен проблеми. бизнис, да работиш нешто сам и да кажеш добро, јас ќе бидам независен, можам да отворам нешто, можам да работам сам, можам да преживеам сам. Во мало место е тоа многу тешко. Тешко е, маленко, како да преживееш во помало место? Тоа прашуваше девојката. Прво, на младата дама, ќе покушам исто и да ја одговорам со една реченица. Доколку е добро во ова што го живееле 12 години, нели, а помалку се едуцирани, како што кажавте, политички, зошто нивните деца и нивните внуци заминуваат во странство, источна Македонија. Сега, тие што останале, нели се приморани, како што слушаме години, ради уценети, приморани, ради живот и така натаму. Видите да ви кажам, едно може да им се признае на режимот во овие 12 години, ефтин трик, нели, некој ќе не нападне, сите да сме сплотени, да утре ќе заврши кризата, задутре ќе заврши кризата, вие сите ќе докторирате, кризата никако да заврши и вашите, нели, генерации. Кратко, тој трик беше следно, ќе вработам керка, зет, сна и така натака, нели, ќе трне на подобро. Ама едно заборавија, дека нивните внуци ќе го враќаат сето тоа. Како што господин Селадин каже и со пензионерите. Ќе ви зголемиме 500 денари и на тоа сите падна, очекувајќи дека некој сето тоа ќе го плати, некој кој што нема да го запознаеме. Не, ние сите се гледаме во очи и да се соочиме со реалност. Тоа е ефтин трик, маркетинг кој им пројде, за жал многу не чини нас, нели сите, и мора да сме свесни дека сето тоа еден ден ќе треба полека со работа да се враќа. Значи нашата генерација, вашата генерација и понашата мора да сме свесни. И што побрзо ова да заврши. Лекот во Охрид, Охрид ви е најселен град, нели, моментално, и можам да ви кажем од 57.000, сега веќе таа кој гравитираше по последните локални избори, и сега моментално ако и се спроведе попис, Охрид нема веќе од 26.000, 27.000 со се сите, нели, приградски населби, нели, кои што го сочинуваат Охрид, и тоа е најголема жал. И исто така, значи мора да сме да е 2,5 пати поголема смртноста од новороденчиња во Охрид. Тоа е запрепастувачки. И сега, како што рече младата дама, значи сето тоа како? Многу лесно. Престанете да верувате во нешто што значи вработување од типот вие и уште некој, ама морате да донесите 10 гласачи, пред малку и Младен кој што кажа, уценети и така натака. Не, самите вие, полнолетни, јас ве замолувам, еве стојам, односно седам, нели, ве гледам во очи на сите. Самите вие сте индивидуи, одговарате и пред закон, меѓутоа и самите ги носите своите одлуки за подобро утре. Тоа ви го кажувам, нека не никој од политички партии ве убедува дека ќе ве вработи. Замислете сега, јас сум за спорт и млади, и јас сега да бидам, нели, министер за земјоделство, затоа што Младен има партија која е на власт и јас сум многу убав и многу се сакаме, одиме по слави и утре сум министер за земјоделство. Ќе пропадне цела држава. Тоа е срамота. Или јас да бидам, извините, книжевник, или пејач, или глумец. Срамота. Ќе одиме сега во првиот ред, па после ќе одиме горе. Да, повелете. Добро вечер, јас сум Климентина Ѓоргиевска и би сакала да ве прашам доколку политичарите се карикатури и политиката ни се сведува на пазарење. Зошто сме оптимисти дека сме само на чекор до подобро општество? Заради вас. Браво. Затоа што постои нова млада генерација која не е оптоварена со своето искуство се уште и која има многу поголема храброст од овие другите. И јас ова можам најслободно да ти го кажам затоа што мојата работа е со вас, со студенти. И дека кај студентите забележувам нешто што сигурно ќе резултира. Значи, не само што им е смачено од сето тоа, туку во себе носат една
би рекол, не затруена енергија. Знаете, ние, сите разговараме за нашите независни погледи, за нашите ставови и се држиме до нив. Ама ние сме многу пооптоварени затоа што животот е прилично комплицирана работа. Ние сме влегле во разни други односи. Љубовни, семејни и така натаму. Вие тоа го немате, вие имате една чиста енергија. Тоа го видов прв пат на протестите, се запрепастив како младите луѓе, односно студентскиот пленум, да кажам, реагираше најискрено, најотворено и најкритично. И средношколскиот. И средношколскиот, да не го заборавиме. Браво, Маленко. И средношколскиот да не го заборавиме. Значи, зато. Само да се канализира таа енергија. Така. И да биде независна, и нови луѓе, секогаш има и талентирани, и вредни, ама со една друга очистена енергија. Добро, благодарам. Повелете. Здраво, јас сум Предраг и како млад што работи со млади преку невладиниот сектор, сакав да чујам од сите вас една мотивација за оние млади кои што се глумци, спортисти, писатели или музичари, како да се борат за решението и за подоброто тука, наместо да идат на оној полесен пат надвор. Затоа што во Македонија многу често се зборува, демек уметник во Македонија не може да заработува. Како да ги натераме да бидат двигателите на таа промена, да може уметник да заработи во Македонија и да успее на вистина? Ајде, господин Салаев. Тоа е многу опширно прашање, али јас ќе се потрудам да дадам еден одговор. Сето ова што треба да се постигне од страна на младите во било која област, не само во област на уметноста, мислам дека тргнува од економската состојба на земјата. И тука е она што е најважно, значи како да се зајакне економската ситуација, односно економијата да се воздигне на едно повисоко ниво. Од тука ќе се создадат услови за искрени вработувања, за честни вработувања, за вработувања по заслуга во сите области, не само во уметноста. Ке речете зошто ова економијата? Мислам дека и партиите, на крајно време, нели имавме колачот да се како ќе се подели буџетот сега пред некое време, така да имаше доста дискусии околу тоа. А јас истото го велам дека треба како да се постигне било која партија да е на власт. Треба да работи преди се на економијата, на стандардот на граѓаните, кои ќе создадат услови за подобро живење, за може ли подобро слободна работа. економија без слободна држава да има? Најверојатно не може. Не може сигурно. Сигурно слободна држава и слободна економија. Ке кажам само во врска со буџетот, јас имам разочарување, посетено имам неколку училишта во Скопје и надвор од Скопје. Случајно сме гостувале како театар, како со представи и во самите училишта, како театарот иде секаде, И условите кои што ги имам видено во тие училишта се неверојатно лоши. Значи, економијата, образованието, здравството, овие се првите работи, потоа уметноста, спортот и така натака, и литературата. Значи, овие се главни елементи, односно главни состојки на тие карики на обстојување на една права држава. Ако партиите не работат или власта која ќе биде избрана не работи на овие работи, значи како можело да се оддели од тоа буџетот кој што се прибира од народот, да се даде на некои работи огромни суми, а да едно училиште нема WC, тоалет, да нема да деците одат надвор. Може на млади ова да им го... Тоа се прашање кој што ја не можам да најдам одговор, нели? Значи, неправилна распределба на тие средства. Добро, но... Еве да се дополнам, затоа што добро е што го направи тој ланец
Значи, ланецот почнува од тие основни, суштински работи. Економија, здравство, образование. Тоа се знае. Потоа, спортот и уметноста се најдобри амбасадори. Значи, спортот и уметноста, сега да дојдеме и до тие категории, го потврдуваат идентитетот на еден народ најдобро. Апсолутно. Сега, Младен, ќе ми дозволиш, сега дојда иначе... Не, ова баш ме интересира од... Ја видов дека носиш некоја книгичка или што е внатре. Сега... Развој на младите. Развој на младите. Што сакам да ви кажем во таа позитивна смисла? Дека уметникот и спортистот има една своја водилка, идеја, која никој не може да му ја наруши. И дури од инает понекогаш, кога веќе се сите спротив, ќе работи за тоа да го направи она што е зацртано и за кое живее. Затоа што му носи радост. Нема сега да убиеме радоста на живеењето, така? Покрај сите овие глупости. Значи, еве, сега еден личен пример, иако испаѓа дека малку и се фалам, ама зошто да не? Значи, мене не ми даваат книга, така? Заради разне. Сега видите, ово е италијанска книга. Так. Ова е англиска книга. Ова е турска книга. Ова е полска книга. Сите се Кристина, изгледани... можеш малку да ги... ајде, да ги видите и да... Еве, може Кристина тука да ни помогне. Да ги видиме на словите. Тоа да ви кажам. Значи, македонската ќе си дојде. Али уметничкиот нагон не може никој да го уништи. Океј, Тоа доста е. да. Нема теорија. Ке најдете алтернативни форми. Еве, знае, дружини, театарски, перфектни алтернативни. Ке најдете, секогаш има излез. Но, за да се биде нормално, мора да се сменат тие три основни работи. Значи, економијата, образованието и здравството, луѓе, тоа е многу важно. А се тоа зависи од политиката. Ја мислам дека казната за книги дека само сепак не не ни му ја докаже. одговоривме, бидејќи праша како да ги мотивираме да се бават со тоа, бидејќи во тоа нема пари. Да се бават со тоа и да останат И да тука, да останат продолжат тука. тоа, да бидат уметници, артисти и музичари. Уметничкиот порив, без разлика дали се работи за писател, дали се работи за музичар, е нешто кое што не можеш да го сопреш. Оној кој што има вистински талент, кој што има вистински порив во себе да се бави со тоа, стварно ќе најде начин да го направи тоа. А друга работа е дека и во оваа земја оние кои што се најдобри заработуваат добро. Значи тоа да го знаат сите, ако се трудиш доволно и ако работиш доволно ќе стигнеш. Значи предавањето не е избор. Ако сакаш да бидеш најдобар, и овде има услови за работа. И ќе се бори за тоа. Сакаш да кажеш дека вистинските вредности ќе излезат на површина без разлика дали некој сака да ги поклопи? Да. Излегуваат. Значи, Некојаш треба време. Треба време. Треба повеќе време и треба навистина да си трпелив. Јас сум се соочила последниве години со многу обструкции од различни страни и тоа не ме спречува да работам. Значи, тогаш имам уште поголем мотив за работа. Затоа што вистинскиот Чувствуваш квалитет... спротивно кај некои колеги музичари кои што, да речеме, се приклониле и подпаднале под тоа политичко влијание? Што дали чувствувам? Па дека тие просперираат само заради тоа што се, не знам, пеат по митинзи на Не мислам дека водачката просперираат партија? само поради тоа, бидејќи и тие се добри и квалитетни, и дел од нив се мои колеги, мои пријатели лични. Не мислам дека само поради тоа, но секако дека со оглед на тоа дека во оваа земја моментално апсолутно се е под капата на владата, значи вклучувајќи и тука и телевизиите, и фестивалите, и плоштадите, и културни лета, и се што ќе помислиш, значи таму може да учествуваат само оние кои што имаат убав говор. Дали тоа што Кристина Арнудова, например, пееше на митинг на опозицијата, значи дека само сака да ги замени оние што сега профитираат од оваа власт и да дојде на нивно место, или се бориме за вистински вредности? Видете, јас сум пеела и за едните и за другите, и за двете кога биле опозиција. Има моменти кога се работи кога си само платеник и кога си платен за тоа да го направиш, има моменти кога се работи за многу повеќе. Се работи за тоа што едноставно сакаш нешто да кажеш, едноставно треба нешто да се смени. Значи, овој момент е таков момент. Веќе не се работи ни за... Нема тука личен интерес веќе. Значи, нели зборуваме дека сме граѓанско општество и дека треба да се бориме за граѓаните, за нас. Значи, таков беше овој момент. Благодарам. Сакав да кажам, никој да не се откажува, ни особено не уметниците никогаш не смеа да се откажат. Маленко? Мојот сектор спорт и млади, Предраг. Број 1. Талентот никој не може да ви го земе.
Број 2, никогаш да не се поисоветувате со моментални квази успеси, затоа што самите ќе подпаднете под тоа влијание и талентот, за жал, ќе остане неизбрусен и неиздигнат таму каде што, нели, го има капацитет да го направи најдоброто. Дали ќе сте во Македонија или ќе сте надвор од Македонија, ама многу битно е да сте таму кај што сте родени, да сте дома, да сте покрај вашите пријатели, вашите роднини, вашето семејство и пред се државата, преку овој сектор за кој говорам, спорт и млади, да изготви и се надевам, значи многу брзо, национална стратегија за развој на спорт и млади. Затоа што тој сектор упорно, Младен, се заборава, ама свесно се заборава за вие да се вртите во круг и да зависите од некој си таму партиски полтрон или лепач на плакати. А вие имате талент за било кој, зборувам, било кој сегмент од спортот или од младите и така натака, зборувам за овој сектор. Колегите ќе кажат и од другите сектори, како што кажа. Не, вие сте од Македонија, вие ќе настапувате за Македонија, вие ќе живеете во Македонија, затоа што горе ништо надвор од Македонија не е подобро, поготово, нели, кога сте странец. Така. А од друга страна, нели, јас пак ви кажувам, со изготвена национална стратегија за развој на млади и спорт, ќе имаме Македонија раѓала и ќе раѓа таленти, не само покрај спорт и млади и во другите сектори. Меѓутоа, најбитното нешто е да останете независни, да останете своји, оригинални. Само така ќе бидете на врвот. Заштака требит. Па и заштака ќе бидите, да знаете. Прокопиев, често се жалите вие уметниците на оваа поделбата на парите што се од Министерството за култура за различни проекти. Меѓутоа, факт е дека една година добиваат едни, друга година други, или мислите дека има тука една константа во тоа? Што вели маленко лотарија е тоа. Има во нашиот свет една синтагма за уметници кои се продаваат на власта. Значи, тоа не зависи од тоа дали е тоа добар или лош уметник. Не влегуваме во она што е суштински уствари, дали уметникот или спортистот е добар. Тука од неговата човечка страна, да кажеме, и они се нарекуваат хронистерици. Затоа што подпаѓаат, што е хронистерици? Од една страна е хронос, тоа е оној богот што ги лапа своите деца, значи ги уништува своите деца, а од друга страна хистерија, затоа што влегуваат во една хистерија со некои привилегии, награди, не знам, хонорари и така натаму, и всушност си се губат самите себе. Но тоа е нешто во кој не можете да осудите, како што рече Кристина, квалитет, затоа што и меѓу нив има квалитетни луѓе. Значи, они се, ајде да кажеме најобјективно, жртви на една многу поопшта политичка ситуација. Тие треба да се своји личности пред себе. Браво. Меѓутоа, важно е да што после известно време, они ќе дојдат сите луѓе, доваѓаат до едно резиме на својот живот и ќе си речат, па јас сум бил платеник. Дали така, сочиме со реалноста, со истината. Се погледнеме во очи. И затоа јас многу верувам во младата генерација, и во младата генерација уметници, и спортисти, и луѓе што стварно сме талентирани. Било каде да одите, ќе ви кажат, например, дека талентот за македонскиот мелос, музика, литература, сликарство, филм е многу изразит. Тоа си стои. Значи, не зависи. 7 земја по писменост бевме до 2005 година во Европа. И образование. Јас сум исто, ајде сега, ако веќе се делеме на оптимисти и оние кои се фаталисти, сум во ова сепак прва група. Не сум фаталист. Иако се случуваат грозни работи и не се случуваат, не сум фаталист. Мислам дека има и ќе има излез од тоа. Добро, ова не е ексклузивна ситуација во Македонија дека ова се случува, целиот свет е помалку полуден, да речеме. Романија имате сега. Дури и во САД имаме сега промени кои што наликуваат на вистина на не биле својствени за тоа демократско општество дека така, да. Сега има шоу на Труман, дури ако ги гледаме нашите најблиски соседи. Браво.
Што се Точно случува? така. Разговаравме со режисерот Наум Пановски од Соединетите Американски држави, попладнево по Skype, кој што има свое видување и на тамошните случувања и на ова што нам овде ни се случува, па да го видиме краткусиот разговор и ќе се вратиме на финална дебата. Деновиве слушам многу често дека всушност Уставот кажувал ово или Уставот кажувал она, дека председателот го злоупотребува Уставот. Мислам дека ние всушност се залажуваме во една основна работа. Во Македонија не постои Устав, тој е буквално тргнат настрана, злоупотребен, и во Македонија се управува на најбрутален, на најагресивен начин од врхушка криминалци, кои што за своите интереси ја уништуваат Македонија, ги злоупотребуваат жителите на Македонија и се борат со сите сили да останат на власт. И проблемот во Македонија во овој момент, јас мислам дека не е политички или етнички, всушност дека е етички, морален и пред се класен и криминален. Треба влада, нова влада, веднаш и сега, но по други принципи. Јас би бил многу среќен кога во името на заслужување на Македонија, во името на една поинаква Македонија, за која што сите велат дека ја сакат и ја имаат при срце, сите политички елити поднесат неотповиклива оставка и подржат влада која што ќе биде составена од стручни лица, непартиски и надпартиски лица, од Македонија, но и од надвор. За многумина знам дека ова еретичко мислење, но ние мораме да прифатиме и да направиме радикални компромиси за да сочуваме Македонија, да ги сочуваме луѓето и да им обезбедиме поинаков, попристоен иднина во која што сите заедно како луѓе ќе живеат заедно, а не како етнички стада раководени од авторитарни водачи. Мислам дека во овој момент Македонија е сосема мала една точка, сериозно далеку од очите на битните американски проблеми. Американската дипломатија и американската глобална, ако сакате, политика во однос на така мали држави не се менува едноставно. За жал, во Македонија се случува оној процес што се случува и на многу други места на светот, во светот со помош на масовните медиуми и на социјалните мрежи. Луѓето многу лесно се мисинформираат или дезинформираат и манипулираат. Интересни размислувања. Надпартиска влада составена од музичари, литерати, спортисти и глумци. Може? Сум гледала еден документарец, мислам дека беше, не се сеќавам точно во кој формат беше, во Русија, значи се една група на такви лица, многу популарни иначе, прават своја партија, се кандидираат и моментално, сега не знам дали баш во овој момент, ама се во дел од нивниот, не знам како се вика, нив собрание, парламент и така натаму. Во Думата. Да. И мене тоа ми изгледа интересно, ама да се стварно надвор од партија, да не се само прикриени. Да, зборуваме за секако зборуваме за реална ситуација, дали е возможно да се изведе. Има многу и интелигентни во оваа ситуација, сега како што е направена, како што се структурирани работиве, да се направи една надпартиска влада. Не. Ти знам дека не си баш по политиката, ама Мене тоа ми изгледа како една утопија таква. И мене ми изгледа како утопија, иако ета Грило кој не, беше... стварно, за таа експертска влада се зборува дека може да биде решение од оваа актуелна политичка ситуација. Најмокна италијанска партија. Значи, зависи од времето во кое живееме. Времето во кое живееме и во кое треба да си го одживееме е во тоа, да си ги кажуваме нашите слободни мислења, да си го задржиме ставот, да си бидеме индивидуалци и граѓани како што треба и да се надеваме дека во таа политика, затоа што е тоа сепак една специфична сфера, и таму треба да се учи, и таму треба да се знае, и таму треба да се уме, Повеќе сектори се. ќе влезат луѓе кои ќе бидат,
добри политичари. Тоа е важно, како што Добри има политичари добар не се актер. учени, туку се луѓе кои што се грижат за народ. Да, ама они Кои што одат го Така слушаат, е, ги слушаат така е. граѓанските потреби, се меѓу народот, не живеат во облаците, не трошат Така е, не си 25.000 евра трошат. за патни трошаци, живеат како најобични луѓе, се возат со автобус и возат велосипед. Значи јас така ги замислувам луѓето кои што се бават со политика. Се што во овој момент се случува, од оние кои што се бават со политика е надвор од мојата слика за тоа како треба нормален политичар да Еве, изгледа. ние имавме еден тако политичар кој сите го сакаме, тоа е политичарот, председателот на Уругвај, така? На Парагвај, на Не, на Уругвај. пензиониран на веќе, да, тој е Уругвај. Кој си возеше којше, кој си идеше со точак, Да. кој го сака сите. Има такви луѓе, Не, има народни многу, луѓе. особено во Скандинавија политичарите тоа има као пракса, значи се Сигурно. возат со Ајде јавен да превоз. дојде таква Дава една пример на политичка граѓанинот група. како треба да изгледа. Ќе ги поддржиме сигурно. Значи, Ја бе бесплатно ќе им пеам, само дека се политичарите и појават политичките програми имате во собрание. Така. Нели? Во собрание. Одреден дел на политичка партија која што е од граѓаните за граѓаните, секој во својот сектор, значи ако е уметност, култура, музика и така натака, ќе си вметне своји емисари кои ќе држат до таа програма и ќе ја имплементираат во интерес на своите, нели, зборувам во својот сектор и за младите, нели, и за сите граѓани. Министрите се менаџери, Младен. Министрите се менаџери на секторите кои што треба да се професионални кадри. Тие треба да ја спроведуваат политиката во интерес на државата, односно во интерес на граѓаните. Политичките програми може да си дебатирате, нели, на дебатни емисии, може да се дебатирате во собрание. Меѓутоа овде, знаете, све е една македонска салата, нели, направено, комплет, све да е замаглено, полувистина, полуневистина и така натак. Не, значи политичарите не може да се прават дека се најпаметни. Знаете, видовме во разговорите колку се паметни, колку ги интересираат граѓаните, општеството и така натака и така натака. Мора да еднаш да се соочиме со вистината, вистината ќе го победи злото кое е нанесено на оваа држава и на овие граѓани и да почнеме на граѓанско општество, професионализам во секој сектор. Имплементација на папирите на програмата, а не програмата да биде за на телевизија и нели да се сликаме, па спотови, па не знам што и така натак. Сето тоа, вие младите, значи со право на глас и кои ќе дојдат со право на глас, сте независни и одлучувате сами за себе. Согласно сами за себе имаме здрава младина, паметна младина, интелигентна младина, насмејан народ и успешна држава. Тоа е од мене. Било утопија ли е ова што го зборевме за создавање на една таква Ја надпартиска мислам дека платформа? е, зашто ќе речете, таква една влада во еден кус период би требало и најверојатно би се претворила во партија посебна, Кај нас се така да претвара нема во да има партија. многу голема разлика. Или би се покажало успешна, па... Не верувам. А? Не, професионално. Тешко. За Така живот. Граѓанска опција е живот. Така? За живот во Македонија. Таа е граѓанска Да, опција. добро, али Едно прашање ми пратија на Facebook до вас. Дали познавањето на повеќе јазици, македонски, албански, турски, англиски, е исто што и воведување двојазичност во една држава? Не, знам дека е малку смешно, Не, меѓутоа така добро и е. поставено прашањето. Прашањето е добро, е поставено меѓутоа, за да која е- иронизира една ситуација која Ја што би сега се мултијазичност. поставува како проблем. Кое е злото во тоа да се збори уште некој друг јазик, ромски да речеме на пример. Ја имам играно една представа на ромски и многу ми беше драго. Така да ни Скопје кога се шетав, ќе се сретнем со роми и почнував текстовите од представата да ги кажувам на ромски. Она вика: "О, добро збориш, ама не си нашо ти." Така да не гледам ништо лошо во тоа. Мултијазична Македонија. Може да ме одговори тој што ја поставил, што го поставил прашањето. Добро, Што ако мислите? стигне ќе видиме. Последни прашања од публиката, дали имаме и тука некаде ќе финишираме на тема. Здраво, јас сум Елена и би ве прашала во една утопија од Маркс би било абсурдно сега да збориме нели за слобода и за право на говори за политичари за добро и за лошо, бидејќи нели секој од нас како индивидуа длабоко во себе знае што е добро, а што е лошо, и секој од нас кога ќе заврши со работа стига дома и сам пред себе во огледало ги гледа своите идеали, права и норми. И сам пред себе знае дали е чист со себе си или не. Многу пати беа спомнати младите во оваа дискусија. Младите направија, младите ќе направат. Зар не е алармантно
Тоа дека никој не се грижи младите да сакаат да останат тука. За младите да имаат патриотизам спрема држава или како што претходно беше спомнато дома од маленко. Да. Дома е место каде што ти се осеќаш убаво, сакано, прифатено. Дали младите така се чувствуваат во оваа држава и до кога ќе зависиме од храброста и смелоста на младите? Добро. Може? Кој сака? Може? Може, пошто ме спомна, ќе си дозволам. Ко најмлад овде, од гостите. Абре, доста не си најмлад, помала сум од тебе. Не си не. Добро. А втор пат. Прекрасно прашање и се надевам ќе успеам да ви одговорам во целост. Вие сте иднината, меѓутоа така политичарите сакаат да зборат. Вие сте иднината и така на младите. Не, вие сте сегашноста. И пак ќе напоменам, независни, а за подобро утре, како што рековте и дома, се чувствуваш, овде за жал 25 години сите млади генерации, значи пред вас и пред мене и така натака, не се чувствувале за жал, зборувам, искористени по капацитет, насочени, заради тоа што нема национална стратегија за развој на млади и истата таа да се имплементира во целост, која што не ќе биде само за мојата генерација, вашата генерација или идната генерација, или таа што поминала, зборувам, генерација. Нели, времињата се менуваат, ама многу љубат сите политичари кои што нели на нашите родители и така натака роднини, им се закануваат во име на младите дека нема да имаат подобро утре ако не победи таа и таа опција. Затоа напоменав и преска младиот господин Предраг кога рече: моето мислење, значи, освен оваа дома, ние друга дома немаме. Мора, тоа сакам да го всадам и кај младите, позитивно во секој случај, но исклучиво државата преку национална стратегија подготвена од навистина, зборувам, професионалци со искуство и знаење, и истото тоа да го имплементираат. За утре, вие тоа права и кои ќе ги уживате и кои ќе се осеќате слободни, да го правите тоа што го сакате, согласно нормално, зборувам, законите на една држава, меѓутоа и сите тие бенефиции да ги почувствувате на себе, а не да ги сонуваме или гледаме на социјалните мрежи или така натака како е на друго место. Може сега... Дали вие сметате, секој од вас четворица би го прашала, дека младите ќе го добијат ова во наредните години, во нашава држава? Јас верувам дека ќе го добиете доколку се укаже правото на слобода и демократско општество набрзо, значи ќе преовладее животот за Македонија. Јас сум убеден дека повторно ќе нагласам дека сето тоа ќе се почувствува. Да, треба време, факт, затоа што некој четврт век, меѓутоа последните 12 години упорно го злоупотребувал тоа и го занемарувал, него тоа било само за спотови, за билборди или не знам за 50 луѓе од добробит или од 500, наспроти 1.800.000 кои спаштаат, се уште мислам и сум сигурен. Значи ќе има набрзо живот за Македонија кој што ќе изготви национална, односно јас сум ја изготвил за мојот сектор. Зборувам спорт и млади дефинитивно 100%. Зборувам за спорт и млади, развој на младите и спорт. Јас би сакала да кажам нешто надвор сосем од секаква стратегија, немам никаква изготвено. Веќе многу години зборувам за тоа дека ние не се чувствуваме добредојдени во нашата земја. Зборувам за ние како музичарите. Значи од страна на артисти, изведувачи, музичари, аранжери, продуценти. Мојот сопруг е спортист, односно тренер по ракомет, и можам да кажам дека и спортистите не се осеќаат добредојдени во својата земја. Од аспект на тоа дека ако си македонец тука автоматски вредиш многу помалку, ако си македонец те немаа телевизија, ако си македонец ќе земаш 10 пати помала плата во спорт, ако си македонец ќе земаш 10 пати помал хонорар на било кој концерт, најмалку. Ако си македонец и секојаш граѓанин од втор ред. И тука ниедна национална стратегија нема да им помогне, тука е македонскиот менталитет во прашање. Ние себе си не се сакаме. Ние сме една многу деструктивна нација. Значи, ние со години се понижуваме себе си. И велиме дека сите ние, кои што сме македонци, не сме доволно добри. Значи, секогаш кога ќе треба некој стручен советник, тогаш мора да е странец.
Значи мора да е странец да ни каже на нас, ние немаме појма, ние не вредиме, не сме добри музичари, продуценти, не сме добри спортисти, не сме добри селектори, ништо не сме добро затоа што сме македонци. Тука се работи за цел еден менталитет кој што не е 25 години, туку многу долго. Но дали ние создадовме држава во која што бараме од странците да ни ја кројат и државата и политиката затоа што сме недоволно способни? Ние немаме македонски јазик на телевизија. Ние имаме само серии кои што се синхронизирани на македонски јазик. Значи немаме ништо македонско, имаме српска музика, имаме хрватска музика, немаме македонска музика, немаме наши серии, една се појави, многу се израдувавме сите на таа. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Значи ние полека се убиваме себе си и не ја бараме, не треба да ја бараме кривицата во никој друг. Прокопиев малку оптимизам. Па сигурно може, просто за да завршиме по-оптимистички. Ова беше реализам, да. Ајде јас овака, ја мислам прво и убеден сум во тоа дека капацитетот на радост кај млади луѓе, тој психолозите го кажале, е многу повисок од луѓе кои се во некои други години. Кристина е млада особа, исто така, меѓутоа нејзиниот капацитет нешто малку ми е смален. Но, да се вратиме на тоа. Значи, се уморила. А млада се уморила. Јас сум доста постар од неа, ама се уште не сум се уморил. Целта е слобода и граѓанско општество. Крај. Мислам дека можностите многу зависат од целата ситуација и дека дури и односот странец свој исто зависи од тебе. Јас, например, немам проблем со тоа. Напротив, секогаш кажувам дека сум македонски автор. И не само тоа, него добивам потврди некогаш и над автори кои се од други држави. Ама немаме никој ние проблем со тоа. Тоа сакам да кажам. Значи, психолошки ние немаме проблем. Ако веќе постои таков проблем, тоа е создаден проблем, Кристина. Тоа пак го прават тие некои структури кои сакаат да кажат дека ти си немокен, дека ти не си доволно способен. Одиме назад. Значи, политичките партии, полтрони, кои што имаат функција, не дозволуваат вашиот капацитет. Тоа беше целиот, нели, се надеваме, ме разбравте кога реков. Националната стратегија за спорт и развој на млади не познава политика. Не познава боја, религија, вера и така. Познава успешни граѓани, зборувам, на Република Македонија, која што, нели, таа е таа национална стратегија за развој. Не може да постои црно, бело и така натака, не знам, звезда, ружа и така. Да. Тие работи, затоа се странците, па доаѓаат, па да ни, како ги викаме, медиатори, нели? Да. И сега вреднувањето на работите, тоа ќе си биде нормално. Не може странскиот пејач, кој е послаб од нашиот, да добива толку поголем хонорар. Смешно е тоа. Не може некој автор, не знам, дојде од таму или некој селектор да биде подобар од нашиот, кога нашиот го има увидот. Значи тоа ќе се менуваат работите. И мора да се сменат. Меѓутоа, за да се сменат тие работи, мора да се смени политичката ситуација и атмосфера. Аплауз за панелистите, аплауз за публиката. Тука го завршуваме ова издание на Отворено. Ви благодарам што бевте мои вечерашни гости. Уживав со вас, уживав и со вас. Така да се гледаме следниот четврток во истото време. Пријатно.